Опасноста од продажба на лесно расиплива храна како резултат на топлото време и високите температури е зголемена. Голем дел од маркетите и продавниците зеленчукот и овошјето кои се за продажба го имаат изложено на тротоарите кои се наоѓаат пред нив, заради што инспекциските контроли на зелените пазари и по маркетите се зголемени, со цел спречување на евентуални труење инфекции од храна, кои лесно може да се случат како последица на топлото време. Од Агенцијата за храна и ветеринарство вела дека услов за безбедноста на овошјето и зеленчукот кој се продава е исполнувањето на стандардите за добра производствена и добра хигиенска пракса. Граѓаните ги знаат последиците кои може да се случат како последица на високите температури и тие се повеќе внимаваат од каде купуваат месо, млечни производи и свежа храна. Дали внимавате од каде купувате храна, посебно на овие високи температури? Сите се овде изложени на висока температура, внимавам, да не биде, мислам, хигиената колку толку да биде запазена, али температурата е за сегде иста. Од маркетите. Така, мислите дека таму е побезбедно? Се надеваме, ќе гледаме дата на до кога е употребливо. Од продавница. Така, сметате дека таму е побезбедна храната? Па се надевам. Лекарите велат дека граѓаните треба да внимаваат од каде ја купуваат храната во летниот период, а зеленчукот и овошјето треба задолжително да ги измијат пред да ги јадат. Најбезбедно е за купување од маркетите. Се знае храната да биде свежа, да е од фрижидер, а зеленчукот и овошјето задолжително да се исперува во млас вода пред конзумирање. Од Агенцијата за храна и ветеринарство пак апелираат до граѓаните во услови на зголемени температури, а со нив и зголемен ризик за расипување на храната. Храна да купуваат од одобрени и регистрирани објекти кои ги имаат имплементирано безбедносните системи, но како потрошувачи да внимаваат на означувањето на производите, на тоа каде и како истите се чуваат. Во домакинствата додаваат дека исклучително важно е да се внимава на хигиената, подготовката на храната, нејзиното чување на соодветна температура, одвојувањето на сировото од зготвеното, како и користењето на исправна вода и свежи намирници за подготовка на храната.